Ли Зелдин е поранешен републикански конгресмен со 4 мандати од сојузната држава Њујорк и долгогодишен поддржувач на новоизбраниот председател Доналд Трамп. Зелдин е подготвен да стане следниот администратор на Агенцијата за заштита на животната средина на САД. 44 годишникот има диплома од школата за право на Олбани и служил 4 години активна служба во армијата на САД. Оженет е и има ќерки близначки. Во изјавата објавена на 11 ноември, Трамп ја објави номинацијата на Зелдин, велејќи дека поранешниот конгресмен, цитирам, ќе ослободи моќта на американските бизниси, а во исто време ќе ги одржува највисоките еколошки стандарди. Постојат прописи за кои левото крило нова земја се застапува преку регулаторна моќ, што на крајот предизвикува бизнисите да одат во погрешна насока. За време на администрацијата на демократскиот председател Џо Бајден, Агенцијата за заштита на животната средина даде приоритет на производството на чиста и обновлива енергија и постави ограничувања за производството на нафта и газ во обид да се ограничат токсичните емисии и да се борат против климатските промени. Новоизбраниот председател Трамп предвидува поинаква формула. Ќе надминеме секоја бирократска пречка за да издадеме брзи одобрение за ново дупчење, нови цевководи, нови рафинерии, нови електрани, нови електрични централи и реактори од секаков тип. Зелдин најави слични позиции кога неуспешно се кандидираше за гувернер на Њујорк во 2022 година. Треба да ја укинеме државната забрана за безбедна екстракција на природен газ, да одобриме нови апликации за гасоводи. Номинацијата на Зелдин доаѓа откако Обединетите нации го обновија својот повик до земјите да се откажат од фосилните горива за да се борат против глобалното затоплување. Звукот што го слушате е часовник што чукува. Ние сме во последно одбројување за ограничувањето на порастот на глобалната температура на 1,5 Целзиусови степени и времето не е на наша страна. Иако се очекува регулативите за климатски промени да се намалат на федерално ниво под раководство на Зелдин, аналитичарите забележуваат дека во моментов државите можат да изберат да донесат своји регулативи, а потрошувачите можат поединечно да одлучат за зелени решенија.